се навива. Без ракија не иде. Вика, иди рикверц, као до другиот излез. Ја му викам, не знам рикверц, не шанси нема. Која е оваа естетика? Чао. На крај избрав подоста работи. Уште да бев на море, а не да идам на Вардар. Не можам што правиме, гледајте! Дали си поминавме приубаво? Да! И одма. Горим, зноим се. Гледа ке врне многу, а јас брисачи не знам да палам. Значи, што правиме за добар поглед на турнирот, еве. Победија! И добро дојдовте во уште еден неделен влог. За бајле само бев до продавница, до лекар требаше нешто да земам. Правев проја, ќе има рецепт на TikTok и банана бред чоколаден. Видете каков е преубав. Изгледа многу добро. Ева како изгледа. Изедов сега едно парче, мислам дека ми е доста. И си направив кафе. Оваа недела мислам дека ќе биде интересно. Днеска ќе одам на групен тренинг, вамо кај мене во теретана, си резервирав. Драги мои гледачи, кои што прави, јас пак јадам. Грчки јогурт, агаве, 2 праски и малку корнфлекс. Време на време ме боли осмицата и денеска многу ме боли. Цела вилица ме боли. Некој 6 сата, од 7 сум нели на тој тренинг, не се избањав. Ке се бањам, кога се вратам, пак искачам покасно на кај 10. Јас излегов со една изгужвана жолта мајца, ама доздола го имам овој жолт сет. Имам овој жолт пешкир. Санкист. Да не ме згази кола сам. Баба си помина, сигурно ќе одам пак. Барем еднаш неделно. Ова е буквално функционален тренинг, што е многу поразлично тоа јас што го правам. Јас кревам килажи, а овде правиш многу повторувања, буквално многу повторувања и баш се уморив, една скокање, фрлање по земја. Така што убаво си поминав, искрено, ама многу се уморив и се препотив. Сега ќе се избањам. И ќе искачам вечер. Кажи на влогот здраво. Кажи хај влог. Кажи хај влог. О. Хај влог. Outfit check. Убаво се најадов искрено, ама не се прејадов. Конечно јадов некој конкретен оброк денес. Добро утро од мене, моето кафе и мојот банана леп. Треба брзински да јадам, затоа што сакам да стигнам да одам во теретана. Пред да одам на Забар сум од 12:30, сега е 10. Значи во 10:30 треба да сум во теретана, за да до 11:30 да завршам. Така што, да. Ќе поседам некои 10 минути и одам. И овде да ме видите, искрено ме боли стомак и ичне ми се вижба. Ама ајде, кога реши да идам, кидам.
Никад не правам чучињеви со слободна шипка. Ама еве. Во заблуда дека сум денес на Забар. Утре сум. Утре од 12:30, така што одам дома да јадам. Сега сум гладна, сега имам апетит, така што си јадам авокадо тост. Ај, колку си убава, бе, колку си убава, бе, леле. На патица. Ај. И еве го, драги гледачи, нашиот авокадо тост. Ова има околу 500 калории, околу 30 грама протеин, 30 грама масти, значи има доста масти, затоа што јајцата ги прежав на малце пудер и авокадото има масти, така што ќе припазиме на следните оброци. Ама ова ме држи многу долго време сита и многу ми одговара како за оброк од сабајла. И има околу 40 грама јаглехидрати поради лепчињата и според мене треба да се внесува и некој јаглехидрат во доручакот. Така што тоа е тоа. Јадев, ставив видео на YouTube, ставив видео на TikTok, го средив и го ставив тоест. И Сабајле си ја направив ова чија. Малце е воденаста, тоест млекаста, ама сигурно е превкусна. Ставив малинки, замрзнати и ладна праска. И кикирики путер кранчи, така што одам ова да го кцнам, да го мцнам, затоа што ова ми е ручак. Доста ми е ова за ручак. Ако се прашувате зашто не се снимам, видете ме. Подобро да не ме гледате. Ќе одам кај зетот на гости во Куманово и веќе ме зимаат, само да знаете што ќе се дешава. Нема човек, не ми се свиѓа. Може да се свиѓа на Стефко, тебе не треба да ти се свиѓа, ти имаш мужа. Значи нема да се свиѓа, не ми се свиѓа, мене нема шанса. Нема шанса, Откуда ја знаеш? Ова на другарка и на ѓадечка. Ако има заинтересирани, беам. Стигнавме? Да. Свираш? Да. Ај, да ние? Ама испуштив крици. Вие идете да пиете кафе. Ајде, добро. Значи, Куманово најјачи се знае за кого се навива. Влог? Влог. Дојдовме кај зетот, преубаво е. Лала! Не е фул. Да се malo manj iz prostora. Мира. Без ракија не иде. Што ја бираш кад не знаш да свираш? Поздрав. Чао. Добро утро, вторник. Доручкувам две вакви проички и малце јогуртче. Хај, едно кратко јавување од мојот паркинг. Одам на кај Забар. Сам мислев дали да идам со автобус, затоа што не знам дали ќе најдам паркинг и требаше да застанам и до центар, ама најверојатно нема да застанувам до центар, автобус немам, така што да, ќе идам со кола. Сега ќе тргам, иначе е претопло. 32. Да ви кажам дека завршив со Забар. Ме работеа без анестезија, имав шеска долна што ми се скрши делче, па многу ми беше изиритирано непцето и тоа многу ме болеше. Ама ќе и завршив, иначе сега ќе ви покажам како се паркирав, како убаво место си најдов. Требаше да одам до Квин за да земам пакетче за мене, ама нема шанси како да со кола таму да застанам. Така што ќе идам до дома, сега ми се јави поштарот, нешто ми стигнало, но не знам што. Не сакав со анестезија, затоа што сега можам нормално да си функционирам, не сум укочена и го мрзам чувството на анестезија, подобро ќе издржам болка малце, зашто не ме болеше многу, кога има голема болка, нормално морам анестезија. Ама ова е мојата кола? Ова е мојата кола, сериозно не. Ова е друг Форд. Натаму ја оставив јас. Од каде можам овде да излезам, затоа што некои улици овде се едносмерни, јас не знам, не разбирам.
Ама битно се паркира, сега ќе ви покажам. Еве ме, дечки, дури су ми под сенка малце. Еве, дечки, пратката јас стигнав безбедно, се беше супер и таман што се паркирав тука што ќе влагав. Сега веќе овака дека стигна. Да го отвориме пакетот заедно. Нова збор за страната st.kentlove, ќе ви напишам. Знам зашто станува збор, ама немам појма како изгледа и многу ме интересира. Многу добро е запакувано затоа што пишува на сите страни кршливо. Опа, до негде стигнав. Ако ви кажав дека треба да одам во Квин, па не отидов и се мислам дали сега одма да одам. Ми се јаде сладолед од бистро. Много пресладко. Чекајте да видите. Еве како изгледа. Вау, луѓето не се нормални што прават. Како? Чекајте да го извадам некако. Леле, луѓе, какво е? Колку добра мириса. Леле, луѓе, видете. Ова е нивната страна. Извинете, го буткам сталакот. Леле, колку е ова луѓе совршено. Само видете го. Чекајте, да видиме дали има некоја порака или нешто така, пошто многу ги сакам тие пораки. Имаше една свеќа, леле, фала ви премногу, од вакво тегличка од сладолед, такова макарунс, гледате? Искрено не мириса ова нешто многу. Свеќано поише ми мириса некако. Ја многу сакам свеќи, иначе обожавам да палам свеќи, така што само малце ми треба да се залади времево. Фала ви премногу. Фално се ми е у хаос. Ја не знам ова каде да го сликам ова совршенство. Морам да му најдам некое убаво место за да го ставам на стори. Пресовршено. Можам да си извадам цветче, видите? Тоа е тоа за овој unboxing. Јас да одлучам што ќе правам и ќе ви кажам. И на вас секако. Дечки, јас излегов. Одам во Квин и поставам на кафеца со Даде и со Марта. Гледајќи колку е топла, не сум нормална. Иначе ова карменче што ми е ново од Dustin Cream. Предобро. Сега може да се продолжи. И гледачи, завршив на Nuggets бургер и сум прегладна. Еј, пепел. Hello, драги гледачи! Јас се вратив дома, се пресоблаков. Еве ми го аутфитот. Ќе одиме во Кит кафе со Сара и Јана. Едва чекам да ви ги снимам сите мачења, затоа што кога бев, јас не снимав таа неделен влог. Story time, што ми се деси кога се враќав, не ви кажав. Нели ја снимив колата, кај што ми е паркирана, после Забар. И закачувам ја у кола и гледам таму кола чудно паркирана, као на сред пат. И сега кај што сум влегла во паркингот, од другата страна има за излагање. Ама од другата страна не можам да излезам затоа што човеков беше вака на сред пат паркиран. Ама ја искачам и гледам дека позади има место и дека не е логично да ја остави колата така само на сред пат. Дека си има нешто десано. И мене ми текна као да не му се мрднала сама колата, ако не дигнал раче. И гледам, од другата страна доаѓа друга кола и сега друго паркинг место немаше. Едино нели ја, пошто треба да се излезам, човекот може да се паркира, ама јас немам како да излезам. Викам таман човеков ќе го прашам. И доаѓа човеков, пред ме поминува мене и го гледа Будалиов на сред улица. И кога се враќа, и ја му викам, јас сакам да излезам, може да се паркираш тука, ама не знам како да излезам. И вика, иди рикверц, као до другиот излез. Ја му викам, не знам рикверц, не шанси нема. Само едино ако ја свртам тука колава, викам па да одам право таму да излезам. И оно исто време иде кај колава и ја мрда. Фактички вака ја зима и ја мрда колата, ја бутка. И овако да ве иде на назад. Сваќаме дека сама му се поместила. Ама кога ќе ја однесе на место, таа пак си се враќа. Затоа што беше горница. Братов отвора вратата и му влага у кола. Отворено беше и дигна рачно. Ладно, типот си ја оставил колата отворена, леле свеќиме. Значи, типот си ја оставил колата отворена, не дигнал рачна, куканта кола беше прашање, нека стара.
И му ја врати колата и ми вика, ева, како ќе направиме сега, ќе се вратам у Рикордс, ти ќе си излазиш и ја ќе се паркирам на твоето место. И викам, фала, одлично, да, тоа ми се деси. Друго, јас само што си доаѓам дома, доаѓа татко ми вика, прозорот на Фордот е отворен. Само што дојде, викам како отворен, ајде ќе одам ќе го затворам. Тоа беше тоа. Видете колку се сладки. Овие од тему се, пресладки се. Иначе нешто многу се наоблачи. Јас се надевам дека нема да врне. Времето е претопло, спарно, се препротив и не се диша надвор. Еве чекам да влезам таму кај мачките сега, иначе нашле место, влегле пак кај шанкот. Така што едве чекам да стасам. Акс, кај си бе? Ме памтиш? Какви ти се очите? Јади си нешто? Дојди до мене да седнеш, сакаш? Мјау. Се преврнам, ајде. Добро утро, четврток. Јас ова недела не знам кој ден. Како изгубен германец сум. Искрено оваа сланина ми даде желба да јадам јајца. Така што 2 јајца со едно парче сланина, од овој крем-сир малце и маслинке, пошто нема ништо друго, зеленчук и чаша вода. Еве мојата косетина, колку да ја видите. Не знаете колку посебно време ми иде на живци, затоа што цело време ја врзувам во пунџи, а тоа изгледа најлошо за мојата коса. И едва чекам да се ишишам искрено. Гледам, јас би се ишишала некаде до тука. Вака и плюс степени. Ама сакам вака во околу некаде да се ишиша. Сега е 12, а јас сум од 2 на забор ќе кажев. Сега е 12, а јас сум од 2 на фризер, така што треба да побрзам. Имам денеска горен дел на тело, така што брзински ќе го направам тоа. 30 степени има надвор. Зогревам. Лева вода имам да, не знам како излезала. Бар знам дека во теретана е -30. Мислам дека завршив со се. Сега се правам склекови уште 2 серии и си одам, ама побрзо. Да видиме колку кила имам. Сега погледаме колку кила имам. Сум дека едно имам намалено. Да. Добре. Седнам во здрава станица. Земам некоја малина, бол, преубава, дига превкусно и макијат целадно. И си бегај бремо воедно. И си едитирам слики сторења. Која е оваа естетика? Ве молам, јао, аутфитот грми, значи грми. Абе, не дува многу, па може да се сликаме. Нас не беше планот да се сликаме. Јас имам план да се слика онаква како калеќ. Дувало се пак. Добре. И сега, така, ај одма ќе седнеме, идеме на вечера, се сарче. Чадерот скоро ми се распадна, затоа што премногу дуваше, сега ќе оджитнам, да ви кажам право. И многу се изнервираше вакво време, јас се штиклива што сам маткам. Чао. Просто love this aesthetic, значи просто ова, да. Ајде, идеме јако. Косата, се надевам и да куша малце грми, затоа што киснам и да, гладна сум, сакам да јадам и да седнам. Ајде, быстреја.
Одиме во Форца. Нема никој. Нема. Стигна моето, јас кедам равиоли со сосот фстак и мортадела треба да имам натре. Да. И пијам винце, а Сара чека. Ова не е винце. Да ги не ги фекам луѓето позади. Сара си го чека својот бургер и едва чекам искрено и од нејзиното. Да пробам. Јас мислам дека ова е како пластика. Луѓе, на Сара бургерот грми лица. Ова е иначе тартов сос, знам, посеќам дека е тартов. Мириси. Тартов е? Ева како е внатре. Њами. Не ме стиме за мене како зимило. Немој, молим те. Александра. Дали се гледаме? Ама битно се слушаме. Еве, само се гледаме, надвор баш дува. Завршивме, се сликавме, приубави стики направивме, јадевме, привкусно беше, прибаво си поминавме. Така што, да, седам дома. Добро утро, петок. И ја станав и еве го мојот доручек. Кафица, иначе малце намалив дозата на кафе, пијав под 2 лажички, цапа лажиче и пол. И еве го доручекот, сега ќе ви покажам овде што има, чекајте. Одоздола има грчки јогурт со агаве, чија семки и вишни истолчени, за да ми се оддадат замрзнати вишни, банана, кранчи, кутер и малце корнфлекс. И ова некако уште ми се јаде од сабајле, сега сладко него солено како порано. И тука ми се моите тефтери за да пишувам, затоа што не знам, се сеќам дека имам многу работи во главата. Да се молиме дека денеска нема гужва. Затоа што сакам да, адмиралне, сакам да го снимам мојот тренинг. И се надевам дека нема да има гужва и дека ќе можам тоа да го извадам. Ќе видиме сега. Малце се поднашминкав. Иначе долен дел на тело јам денес. Така што треба баш да се преморам. Само да нема гужва, само да нема гужва, само да нема гужва. Тука идам во сред 12 саат. Најтоплото. Ова е аутфитот. Ова се треба да носам со мене. Завршив. Мислам дека успеав да снимам се што сакам благодарение на него. Предобар. Ме спаси. И ќе видиме како ќе испадне видеото, мислам дека ќе испадне супер. Зашто ова е во излог, питам. Што ќе сад? Много добра бојава. Леле. Ама есенска е, така што би земала келанки. Што чема се. На крај избрав подоста работи, ама делуваат окей. Секако јас кога ќе пробам повеќето работи не ми стојат добро, така што ќе пробам. Може сега ќе стои. И најдов и долен веш и онакви кратки шуруцеви. Баш вчера ми треба за подсупња крем. Баш тоа ќе се цела. Имаме мајчка која што е приевтина, као 150-200 денари, така нешто, ама јас имам XS. Се јасно ни е дека јас не сум за XS, ама имаше само M. И сега не знам дали да вземам M, да ми биде поширочка. Да, ќе вземам M најверојатно. Нема да ја пробувам. А тука имаме небели панталони со низок струк, кои што солидно стојат. Ама проблемот е што се со низок струк. И не знам дали ми се свеѓа. Не знам, стварно не знам. Не ми се скроз до доле долги. Ето кога ќе кренам нога кога ми се криваа, така што не ми е удобно. Не сакам да ги купам ако не ми е удобно. Знам што е со бројовите, ама далек се верува дека овие панталони се ист број 38 М со белите, а видете колку ми се. Джак.
а 36 немаше. Видов дека се огромни, но викам ќе пробам, а 36 немаше, имаше 34, тоа не доаѓа во обзир. Сега фустани. Сега некоја тесно, сладко, обично. Мечкава ми е многу долго. Црново, искрено вакво обично црно долго ми фали. Имав, го изгубив. Како е можно да се губи, али што не знам. Проблемот е шо? Гледате позади што ми се дешава. Значи ако е устело, сакам да биде устело, не ќе мова да се дешава. Се дали да земам помал број, ама тоа ќе треба да земам XS. Ја не сум за XS, мислам. А овде ми е на тесно, сам таман. Така што не знам, вака ми се свиѓа. Овде има потпунки што е многу добро, значи спас, ама не знам дали ќе паѓа. Изгледа нема да паѓа, ама не знам као дали е тоа лошо ова позади што ми се дешава. И овде горе не ми стои нешто нај. Сам се пушта на коса тоа болја ќе личи. Ова не е за мене кроено, затоа што ова горе не можам сама да си го подесам и мене ми се крева, мене треба ми биде вака подоле. За се да оди подоле, затоа што е прекратко. Нема шурцеви, ама не можам вака да се шетам. Грбот е совршен, сам голе грбот, ама прекратко е. Ќе земам М од мечката и XS од фустанчето и ќе пробам пак. А белото фустанче иначе ужас. И тоа ми е XS, а се заглавив во него, така што сега ќе пробаме црното XS. И еве М-от многу подобро, дефинитивно, ако е вака малца поширочка. Инако е жолта, не знам дали се гледа со кафени срциња. Можам со жолтите шурцеви да се носам од тератана, а и со кафени панталони, фибер, со кафените сандалки. Подсетник да читате сустав на долниот веш што го купувате. Овој памук. Сега тука пишува 100% да е 86, ама како и да има многу памук. Така што другите беа сите или еластин или нешто на П, што не е добро. Поли нешто, не е полиестер, нешто друго. Се вратив по трет пат за да ги пробам овие панталони. И ми се свиѓаат. Кафени се и стои со ова. И нема вакви летни панталонки, кафенки. Така што многу ми се кул, доле се исто така со ластик. И многу ми се кул, не знам, кул ми се. Сега на ова би стоело по десна мајца, ама нема S, а XS е предесна, така што нешто ќе се купам оваа. И тоа е тоа, дечки, конечно, доле ми се шорцевите, не можам веќе, значи гладна сум. Многу сум гладна. И чекам да јадам, не сум јадена ништо од цебелото. Значи ќе земам ова. Црното фустанче не знам, затоа што XS-от го пробав и се заглавив, значи не е тоа за мене. А S-от не знам. 5 парагаки. Тие шорцевките. Точно 1 саат се задржав, искрено едва чекам дома, првен секако до кам, па на кај дома трчанката. Дамла, 2,5 саат. Нејадена сонцево ме пече. 3,5 било, не 2,5, 3,5. Еве што имаме 2 липчиња од овие со хелда што се и авокадо, моцарела и домат, сега наредам. И овде, дечки, ова се 3 јајца кои што ги правев на тивко, испадна, сам изгледаат предобро, така што веќе чекам да јадам. Чао! Драги гледачи, мојот план знаете дека беше да едитирам во текот на неделата овој влог. И уште не сум почнала. Така што сакам да почнам тоа да го правам. Си направив кафе и ќе изедам еден сладолед, си купив со карамела да го пробам. Да си мислам дали да едитирам на таблетот, ама преку AirDrop не ми се префрлаат видеата, пошто се вајда големи, не знам. Или преку некој трансфер да ги префрлам, затоа што телефонов ми багира многу, не сакам нове, не ќе да багира уште сега. Треба да работи уште многу години, така што да, одам да видам со таблетот. Сматив палачинки, да ви кажам право. Многу се ядеше, многу. Кој ново овоше, Јана ми го даде. Сега ќе пробаме с палачинките.
Уф, еден апдейт, јас малку залегнав, ама сега се спремаме, ќе скачаме. Јас даде Кики Стефи 4 девојчиња, така што во кубански ќе одиме, ќе ви снимам. Само сакам да ви кажам дека избришав шминката што ја имав и сега се шминкам пак. Се пушта музика, пошто многу ми се слуша музика и само да ви кажам, сега го едитирав влогот до вчера и колку подобро се осеќам од кога се ишишав, колку поубаво се осеќам, вие не сте свесни. Кога не сте свесни, поубаво, полесно, не знам како да ви објаснам. Значи, ако мислите да направите некоја промена, направете. Значи, направете. Е така. Одам да се шминкам. Ја сум спремна, значи, овој звук. И уште да бев на море, а не да идам на Вардар, ама окей, ај. Има некои трубаци, чекаме да почнат. Сликав! Вечерва во овој прекрасен локал, Кубан коктел бар. Фала ви многу што сте тука. Тука сме да ве забавуваме, така да биете лабави, играјте, уживајте. Имајте се прекрасна вечер. Фала многу. Дали си поминавме приубаво? Да, ќе одиме на 7 пак. Може, да. Не, така. Шо? Снима тука турска серија. Серија. Не, пријако. Кочиња. Дайте. Репото. Ју. Ќе јадеме од Тетекс. Ете ги тетките таму. Чекаат, купуваат. А јас ме болат нозете, не може. Врвчина. Предобро се стварно. Възлиза во компјутер. И одма. Така што мајте? Да. Малце ли многу? А он не снима. Нека му се Тоа ми смешка. треба. Тоа ми треба. Airdrop.
Драги мои гледачи, не знам дали ви сајават Сабајле, да, јадев палачинка. Сабајле кај мене дојде Антонија, еден голем поздрав до нејзе. Она е дизајнер на интериер и ќе ми помогне да ја направиме мојата соба најпрактична и најдобро што може, да дизајнира мојата соба. Ми зема мерки, направивме муабет и после тоа следив едно рилче. На мојот инстаграм е рилчето, да го видите ако не сте го виделе. И после тоа, сестра ми се јави, да уфреши да пиеме кафица, така што евеме. Ама, јас сум спремна за во джимич, пошто после тоа во джимич кога идам. Вежбаме денеска, раце вежбаме денеска, значи сакам мускулов да го има повеќе, што е ова, мислам. Ма јас не јадам протеини, јадам ич. Така што се уфреш, искрено сакам нешто да къснам, пошто зедов само 2 палачинки со джем од Сабајле, што е тоа? Да, вечер ќе одам на турнир во село Кучевиште, кој не знае каде е тоа е Скопска Црна Гора. Има турнир кој што денеска завршува и пеет Јана М. Дали по мојата глава се гледа колку степени има надвор. Тоа надвор седнала мојата драга сестра. Јадам Цезар враб, изгледа преубаво. Семкасто, значи вау. Многу ме интересира кој ќе има у теретана и кој е будала како мене. Дали некој ќе има опште? Значи не сте свесни колку планет, не сум доживеала вакво нешто. Пристигнувам на дестинацијата, не сте свесни колку сум среќна. Сам дека внатре ќе останам 1-2 сати, ќе си поуживам на ладно. Јо, веќе чекам. Во соблековална немаше никој, сега ќе видиме горе. Има луѓе, ама нема гужва. Завршев, драги мои, преубаво се поминав, извежбав, правев изгибови. Баш сакав да искоментирам во влогов дека никогаш претходно во животот од кога јас вежбам не сум имала волку многу мотивација. Искрено, малце ме плаши тоа затоа што ако јас нема, и да јас нема, јас знам дека ќе одам, ама сега ми е многу убаво што имам мотивација, може затоа што немам многу други обврски реално периодов. И имам повеќе слободно време и повеќе време да се посветам на ова, иако на исхраната не. Фали уште за исхраната да се посветам и да биде се како што треба. Ако не Скопјево да влогам, веќе не ми е глупо. Ми беше на почеток малце глупо и сега ако се разминувам со некој човек, престанувам да зборам затоа што не можам, ама реално многу луѓе вака зборат на камера, прекиат гласовни пораки, така што anyways, да, одам дома и видов на клоус кај сестра ми дека е многу весела атмосферата дома, пак ќе видиме што прават, пуштила нека музика, нешто играа ден сад. Не ми се пие кафица, ама дека биде трета кафица, а многу кафици се тоа. Бевко, ајде намалам на 2 кафици, ама ќе ставам една безкофинска ладна. Имам едно Get Ready With Me од вчера да го објавам, ама не знам бе, глупо ми е, више не ми се интересни и се нервирам. И видео го тренингот вчера, и тоа го немам средано и тоа ми е за на TikTok, пошто немам објавено 2 дена нешто саглам на TikTok, мислам ја денес објавив, ама не е видео, ако што ја сакам. Горим, зноим се, за свој живот борим, и двете се. Јас тргнав времево, само небото е преубаво, ама изгледа ќе врне многу, а јас брисачи не знам да палам, да знам, ама не знам ќе видам што ќе направам. Тргнав да знаете. Значи, што правиме за добар поглед на турнирот, еве. Да, дечки, ќе дам сендвич. Игра на пенали. Да. Мора да се сконцентрираат сега.
Джабе ништо не ми се гледа. О, браво. Ќе биде 5-3, овие и да дадат гол, ќе биде 5-4, нема смисла. Нема да се Победија! Леле, прво полу. Сали. И ќе пуштиш свеќа? Ајде да видиме како се умира мојот телефон. Ако сасна нема прашаја, можам ако сасна за преваре моје, послаче ме мукове своје. Еју, сакам да ми има. Не има. Само за тебе. Do neba me nosi i zanosi da od žene pesmu sam kućine ide. Radio, ništa nisam imao. Kuda me krene, tebi se vraća ovo. Kola mi otme iz moje duše Kosovo. Dečki, 3 sata и молам да си одиме, никој не сака да си оди. Мене ми се спие, не можам да стојам. Најде вземам. Значи, овде е преубаво. Дечака се гледа фудбал. Моментално го завршувам едитот на влогов, што го гледавте до сега. И сакам да ви го одјавам за тоа што во неделата не ви снимив скоро па ништо. Но цела недела снимав, така што се надевам дека уживавте во ова влогче, а ние се гледаме во наредното. Ćao!